Добро вечер и Божи благослов, почитувани слушатели. Се разбира и оваа вечер имате можност или ја имаме можност заедно по Божијата промисла и милост да ја следиме и да ја слушаме емисијата, се разбира, гласот на вистината. Почитувани слушатели, на вистина од се срце сакам да ве поздравам и да ви посакам на вистина благослов Божи и се надевам дека оваа вечер ќе имаме едно убаво и прекрасно време и ќе можеме на вистина да научиме по прашање на тоа која е волјата Божја за нас и се разбира дека оваа вечер ќе го проучуваме Светото писмо за Божјата добрина. И ќе видиме на вистина колку Бог е добар. Се разбира дека не знаеме колку Бог е добар, но сепак Библијата пишува колку е Бог добар. Едно што разбирам преку Светото писмо по оваа прашање колку Бог е добар, колку Бог е свет, колку Бог е совршен, тој знае најдобро по овие прашања, но сепак нам Библијата ни дава информации дека Бог е добар и дека тој е добар, совршено добар. И затоа сакам ова вечер да зборуваме за Божјата, се разбира, добрина. Ако минатата емисија зборувавме за тоа колку Бог е свет и дека тој е светлина на овој свет, ова вечер сакам да зборуваме дека Бог е добар. И сигурно имате сите искуство, поточно сите заедно имаме искусено колку навистина е Бог добар. Никој не може да ја опише од нас Божјата добрина, но во исклучителни ситуации, во одредени ситуации, сите можеме да ја видиме таа Божја големина. Поточно таа добрина која Бог ја покажува, се разбира, на секого еден од нас. На сите своји созданија им посакува само добро и им ги дава сите добра кои што им се потребни или им се од голема, се разбира, полза или корис. Кога зборуваме за Божјата добрина, кога се разгледува како работите што припаѓаат на Божјата внатрешност или добрина, тесно се поврзани, се разбира, со Божјата светост, на кого се разгледува како работа што произлегува од Бога. Добрината е тесно сврзана со Божјата љубов. Библијата ни зборува, се разбира, за Божјата добрина. Значи, Библијата ни зборува за Божјата добрина. Колку Бог е добар. Како во Стариот Завет, така во Новиот Завет можеме да видиме и ние, се разбира, преку оваа емисијата Гласот на вистината, ке можеме да видиме на вистина колкава е Божјата добрина, колку Бог е добар и дали на вистина Бог е добар кон нас. Во Псалам 28, поточно 25:8 се вели: добар и праведен е Господ, грешниците ги изведува на добар пат или на пат. Во Псалам 105 еве што вели псалмистот Давид: зошто добар е Господ, неговата милост е вечна и неговата верност е од род во род или од век до век. Еве повторно гледаме како Давид од се срце внатре од душата негова го слави Господа, поточно благодари за Божјата добрина и зборува колку навистина Господ е добар. И како што напоменав, почитувани слушатели, ние сите имаме некој искуство во животот кој го доживуваме или ќе го доживееме допрва и ќе ја видиме таа големина и добрина, се разбира, Божја. Еве повторно што ни зборува Псалмот 73:1. Колку е добар Бог кон Израелот и кон оние кои што се со чисто срце. Навистина, кога ќе го читаме Стариот Завет, кога ќе ја читаме целата сторија, ќе откриеме една многу битна работа. Покрај тоа што Бог е мојкен, силен и свет, ќе ја видиме таа убавина, поточно ќе ја видиме таа добрина кој Бог ја покажувал на својот народ Израел. Во многу исклучителни тешки ситуации,
кога се наоѓал Израелот, Бог ја покажувал својата милост или својата добрина на овој народ. Еве да земиме еден пример кој ни е обишен во Мојсеевите книги. Кога Израел падна под робство во Египет, Бог ја покажа над својот народ таа добрина. И тој со својата добра рака го изведи Израелот од Египет за да може да го внеси во хананската земја. Кој е тој кој што го внеси Израелот во хананската земја, во земјата во која течеше мед и млеко? Ама кој е тој што го извади од египетското царство? Библијата зборува дека тој е Бог, Бог кој е добар. И затоа многу често пати можеме да видиме како Бог навистина е добар и како псалмистот Давид па дури останатите пророци го прославуваат Бога и му благодарат на Божјата добрина. Тие се сеќаваат на тоа дека Бог навистина е добар затоа што ги изведи од Египет, од робството, од првото царство, преку Мојсе и Арон и ги внеси во хананската земја, во земјата која што имаше или која што течеше, се разбира, мед и млеко. Кој ги изнесе таму и кој ги внесе во хананската земја? Точно Бог, затоа што е добар и тој преку сите тие чекори, нешта кои ги направи за Божиот народ и ја покажа, се разбира, таа своја добрина. Но особено овде псалмистот зборува за универзалноста на срцето на човекот. Поточно дава една интересна изјава дека Бог е добар кон оние кои што имаат чисто срце. Од друга страна Исус зборува во Новиот Завет, во 5 глава, во гората на блаженствата, тој таму вели дека благословени ќе бидат оние кои што се со чисто срце. Бог е добар кон оние кои што имаат чисто срце. Пророкот Еремија за ова нешто ни зборува, кон кого е Бог благонаклонет и ја покажува својата милост. Но понатаму, почитувани слушатели, сметајки на изобилниот материјал кој го имаме пред себе, сметам дека не е доволно да се посвети само една емисија на оваа тема, поточно на Божјата добрина, колку навистина Господ, нашиот Бог, е добар. Еве поточно што вели 147 псалм, првиот стих. Вели вака: Фалете го Господа, зашто Бог е добар. И пејте му на нашиот Бог, зашто него му припаѓа славата и похвалата, затоа што тој е добар. Кога ќе читаме како што кажа во книгата на пророкот Еремија, ќе видиме како Бог во 31 глава ја покажува својата добрина над Израелот, затоа што едноставно Бог размислува и му посакува на Израелот само добро. Бог на своите созданија им посакува само добро. Тој воопшто не ни размислува, ниту планира да им наштети на своите, се разбира, созданија. И еве што ни е таму запишено. 31 глава од книгата на пророкот Еремија вели 14 стих: И ќе ја нахранам душата на свештениците со мрсноти и мојот народ ќе се насити со моите добра, вели Господ нашиот Бог. Значи Бог сака едноставно да бидеме наситени и тоа е неговата волја со неговата добрина, со неговата милост. Бог сака да ја насити нашата душа и тој сака да го насити нашето срце, се разбира, со неговата добрина. Затоа ни зборува, се разбира, и Библијата. Еве да видиме во Новиот Завет. Новиот Завет исто така по оваа прашање ни дава многу јасни сигнали. Ќе отвориме во Марко 10 глава. Значи ќе читаме од Евангелието на Марко 10 глава и се разбира ќе го прочитаме 17 и 18 стих. И еве таму што ни е запишано. А кога излегуваше на патот, дотрча некој, падна на колена пред него и го праша: Учителе добар, што треба да направам за да наследам живот вечен? Исус му рече: Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. Видите каква шокантна изјава
ни дава Господ Исус Христос, кој ни е напишана, се разбира во Новиот Завет. Никој не е добар, освен единиот Бог. И тоа е навистина така. Бог е добар и навистина е добар. И не само што е добар, туку тој, се разбира, ја покажува својата добрина на секого еден од нас. Библијата вели дека навистина Бог е добар и затоа треба да го прославиме Него и за Неговата добрина. Гледаме дека Бог е добар и дека Неговите активности, чија цел е благосостојба на Неговите созданија. Бог ја покажува својата добрина и кон неспасените, отфрлените, грижејќи се за нивната благосостојба. Значи, Бог е добар, без разлика. Тој ја покажува над секого еден од нас својата добрина. Дали луѓето се добри или луѓето се лоши, дали луѓето го бараат Бога или не го бараат Бога, тој секогаш ја покажува својата добрина. Почитувани слушатели, ајде да го прославиме нашиот Господ и Спасител заради Неговата добрина. Ајде секој ден да му благодариме, затоа што тој секојдневно, безпрекитно, ја покажува својата добрина на секого еден од нас. И не само на нас, туку на нашите деца, на нашите семејства, на нашите комши и на секој еден човек кој доаѓа на овој свет. Се разбира, ќе продолжиме со истата тема, како што најавив дека не е доволно да се посвети само една емисија по оваа прашање. Бог е добар. Исус вели, никој не е добар. Значи, поточно Библијата ни дава една изјава која ни е запишена до Римјаните, вели, сите сгрешија и сите се лишени од славата Божја. Апостолот Павле сака да ни даде насока, сака да ни даде вознаење дека никој не е добар, освен единиот Бог. И затоа славата и честа Него му припаѓа. Затоа е Бог поразличен од нас. Еве во што е поразличен Бог од нас. Никој не е добар, освен единиот Бог. Затоа, почитувани слушатели, имајте добра ноќ, Господ нека биде со вас и се слушаме во наредната емисија, продолжувајќи на истата тема. Бог е добар и тој ја покажува секојдневно Неговата добрина над секого еден од нас. Пријатна вечер и Господ со вас. Чао!